Продолжуваме ние со остатокот од содржините. Се надеваме дека уживавте во друштво на нашата Олга Панго, а во моментот ќе се поврзаме секако со адреса на нашиот Маријан Георгиевски, кој што утрово повторно ќе сподели за неговите активности, особено за хуманитарната представа која што ќе ја дадеме секако како акцент, тема наслов на денешното издание на Утринската на Телма. И се сеќавам кога доста помал бев, кога тој започнуваше, беше во зачетокот нели со своето стендап шоу. Едно нешто, тогаш само што започнав со утринските емисии, не знам дали го имаш гледано Маријан кога ја имитира нашата Фела, поточно нели нашите колеги и самите ние и утринските емисии. И велам, не знам, човекот е секоја чест како го има долу на моментот. Да, веќе го имаме Маријан. Маријан, добро утро, ти благодариме што во утро се поврзуваш со нас, со нашите гледачи, токму од Битола и во овие утрински часови, кога велиме дека актерите малку подоцна веројатно спијат или подоцна им започнува денот со оглед на динамичното секојдневие и сите оние проби па и театарски представи, во овие неколку 20 и неколку минути по 7 часот си заедно со нас. Маријан, добро утро. Добро утро, Ивана, добро утро, Марко, добро утро до сите гледачи на Телма. Баш утро кога се разбудив, се потсетив на тоа видео за утринската програма. И навистина јас сум фасциниран што се треба не само физички да се направи за да се започне утрото, туку како успевате да ја подигнете енергијата толку рано и да бидете толку позитивни и да давате на некој начин енергија за да започне денот, една позитивна енергија. Ви благодарам секогаш на просторот одстапен за содржини од културата и за целата работа која што ја правиме. Треба ли да ти кажеме само најголема благодарам што и во овие утрински часови си со нас и сериозно пред да најавуваме за новите проекти да споделиме како го започнаш генерално утрото. Ќе ти честитаме сериозно во тој период кога YouTube сцената практично и да не постоеше, говориме сега за овие нели по ново видео контент мајстори, јутубери и така натаму, ти во тој момент направи една револуција со рейтинг на гледаност во тој период и она што велам, вчера говоревме, мислам дека во редакција има луѓе кои што се стендап комичари нели во светот, и кај нас, кои што апсолутно не треба да имаат тенденција да насмеат, туку самата експресија и животна енергија сама по себе знае да биде така деликатна, смешна и интересна на свој начин, бидејќи тоа го носите. Тука истото ќе ти го честитаме. Сериозно од самиот почеток знаеш да ја смееш публиката и секоја чест. Ви благодарам, навистина пред веќе 13 години се случи првото видео на YouTube што го поставив, некако го гледав тогаш како медиум кој што може да ми помогне. И една култура која што тогаш на нашите простори не беше позната и немаше доволно начин како да се презентира. Можеби YouTube беше простор кој беше нецензуриран и слободен. Така е. И повеќе инстинктивно на некој начин го споделив мојот начин и пристап на работа. Многу работи ги правев интуитивно и спонтано и сакав да споделам една позитивна и комична приказна, но морам да го напоменам ова од денешна перспектива и денес случувањата во Македонија со таа огромна трагедија која што ни се случи не само на Кочани, не само на семејствата кои ги изгубија своите најмили, туку и ние станавме неми соучесници на системот во кој што и несвесно сме дел од тој систем и навистина огромно сочувство до настраданите. Семејства во Кочани, еден голем пораз за сите нас и синоќа после пробата баш се сретна во една продавница со една личност која што ми вели ме гледа и си изненади како Маријан, дај кажи нешто позитивно да се насмееме. Прекрасно. И навистина е многу тешко во вакви ситуации да се собере снага и да се најде мотив и повторно да се гледа позитивно на животот. Ќе ни треба сигурно долго време да закрепнеме сите и некако да продолжиме со животот, а при тоа ќе носиме една огромна лузна која ќе биде белег за нашиот систем и нашиот начин на функционирање. Но мораме да продолжиме. Во понеделникот, една недела немавме представи, во понеделникот игравме првата представа. После тие денови на жалост и навистина беше тешко да се собере снага. Но на крајот животот
животот мора да продолжи. Како и вие, јас исто се фасцинирам како успевате покрај сите работи да продолжувате понатаму. Сигурно не е едноставно. Да, голем предизвик беше тоа и во текот на изминатата недела, голем предизвик за сите оние кои што имаат таква работа и одговорност, а меѓу другото тука се нели и актерите кои што треба да го донесат тоа на сцена, особено како овие тешки периоди и времиња во кои што се соочуваме на колективна тага, убаво спомена Маријан, треба некако да излеземе од тоа, но и тоа е процес од кој што верувам дека сите ќе се опоравиме, но и ќе извлечеме една добра лекција. Она кое што го спомена неколку пати, тоа е пробата и она кое ние би сакале да го најавиме и меѓу другото покрај тоа што сакавме вака да се слушнеме и видиме со тебе и да ги слушнеме твоите утрински ритуали кои уште не сме ги слушнале, но како и да е, бидејќи го споменавме веќе театарот и представите, ајде прво тоа, па потоа и за тоа како ти започнува утрото. Светскиот ден на театарот е утре, 27 март, на сцената на Битолскиот театар ќе се одигра представата која што всушност е првата представа која што се одиграла пред 80 години, Ѓоре Магаревски, 80 години потоа, и она кое што е важно да го кажеме дека целиот приход од продадените влезници ќе се донира за семејствата на настраданите и повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Да, на 14 ноември 1944 година всушност се јавно првпат се проговорува на македонски јазик во Народен театар Битола. Тогаш не била институција, тогаш и предходните години пред ослободувањето на Битола постоела театарска група. После 4 ноември, веднаш после ослободувањето за 10 дена е припремена и првата театарска представа официјално. Тоа е Ѓоре Магаревски по текст на Владо Малевски и тогаш театарската група успеала за 10 дена некако да се собере и да изигра представата пред битолчани, пред македонската јавност тогаш. И тоа е еден многу интересен текст, повеќе би рекол скицал текст кој што има само 8 страни, кој што зборува за менталитетот на македонецот. Тоа е еден лик Ѓоре Магаревски кој како доаѓаат наредните власти во тоа време, окупатори во тоа време. Тој ја менувал капата и се приспособувал. Сега бил како доаѓа српско време, сега е србин, потоа доаѓа бугарско време, тој е србин, па италијанец, па албанец и така натаму. Како доаѓаат власти, ето и така се менува, што дава една вивисекција на македонскиот менталитет кој што ден денес на некој начин обстојува за таа превртливост и за тие интриги кои што ги правел македонецот, кои што не можеме се ослободиме. 80 години подоцна успеавме да направиме една театарска представа која е поделена на 3 дела од тројца режисери кои се вработени во Битолскиот народен театар: Јован Ристовски, Софија Ристевска и Благој Мицевски. Целиот ансамбл игра во представата, 26 актери. И успеавме да направиме 3 различни видувања на истиот драмски текст кој го играме од 14 ноември од 2024 до денес и сега утре ќе играме на денот на Светскиот ден на театарот. И така пробавме да го разгледаме македонецот денес, 80 години подоцна. Прекрасно. И особено веќе дадеме и аплауз и ќе чествуваме секако и ние како медиумски работници, еве од колеги од оваа страна на сцената, Маријан, да ви честитаме и сериозно и покрај сите во моментот можеби емотивни состојби со кои што се соочуваме можеби како нација, сепак наоѓате зрак, хумор и надеж за многумина. Препоставам дека и господјата која што те сретнала всушност сакала да излезе можеби од агонијата, а некој пат препоставам дека и кај тебе се обидуваш како да ги делегираш емоциите свој, а и како да пристапиш со оглед на тоа дека нели секој може малку посензитивен во овој период, меѓутоа претпоставувајќи господјата тоа го нашла во твоите очи баш така. На некој начин мораме да најдеме ресурси психички, ментални, емоционални како да закрепнеме и некако мораме да продолжиме понатаму. Но исто така од страна на комедија и стендап комедија сите настани кои што ги има периодот се одложени на одредено време, се додека
не створиме и како публика снага за да можеме тоа да го изведиме, затоа што би било сега не само тешко, туку и би било лицемерно наеднаш да заборавиме на се и да продолжиме како ништо не се случило. Така, би сакал само да прашаме официјално пред да ти посакаме убав остаток од денот и да ни кажеш нешто околу утринските ритуали. Препоставам дека минатата година за македонските работи беше едно можеби твое ново стендап чедо или онаа македонска турнеја која што имаше во поголем дел од градовите на Македонија и со нетрпение сите те очекуваа во дел од центрите и платформите каде што настапуваше. Препоставам дека сега, ајде, во овој момент, бидејќи те имаме, па сакав да прашам дали во некое догледно време и иднина, можеби, ќе имаме прилика повторно да те дочекаме, не само во Скопје, во други градови, повторно да донесеш хумор и надеж, а и меѓу другото, ќе споделиме дека можеби една од најделикатните задачи е токму комедијата, бидејќи треба да ја адаптираш за толку голем, нели, да речам, појас на публика да се насме и така натаму, мислам дека најтешката категорија за изведба дефинитивно се комедија. Да, затоа што бара да се покрие целата публика, да бидат сите задоволни, реакцијата треба да се случи во моментот. Многу беше голем предизвик за мене да ја направам турнејата која што беше во 14 града низ Македонија. И навистина сум многу среќен, мислам дека луѓето малку и ме заборавиле, дека треба не знам каков маркетинг да добре веста дека ја правам турнејата, но навистина бев фасциниран дека во сите домови на култури, театри и останати места низ Македонија салите беа преполни и навистина уживавме. За македонските работи баш зборува за нашиот менталитет и за нашите работи, препреки, потешкоти и предизвици кои ги имаме како народ. Се смеевме, се забавувавме, да, но се надевам дека веќе од наесен дека ќе се случат интересни работи на тема стендап комедијата и ќе пробаме малку да го гледаме нашиот живот и нашиот менталитет од еден друг аспект. Но исто така имам во најава една турнеја која што се надевам дека ќе се случи таму некаде доцна есента низ Европа. Настапував за за македонците во Шведска, имав 2 настапи во Гетеборг и во Малме. И исто така интересен е феноменот на нашите, на македонците, како не има секаде и како колку и да сме се променили, колку и да сме заминале некаде и го практикуваме другиот начин на живот, другиот менталитет, сепак останува едно наше, колку е и лошо, толку и е добро и правиме од тоа некаков културно јадро кое не соединува сите како македонци. Инаку, исто така, одреден период беше и мојот серијал, кој што сега исто е во паузирање, тоа е Фамилијата, за таа наша посттранзицијска фамилија која има многу членови во еден стан и кој наоѓа начин таа фамилија да функционира во ова општество и дава еден коментар. Се надевам дека ќе продолжи понатаму. Така. Маријан, Марче те прашан или за другите и активности и улоги, да, и она кое што е нели друго и познато кај тебе и оние кои што те следат, но јас уште малку би се вратила на она кое што е всушност поводот и за нашето денешно будење или ваков утрински убав разговор. Тоа е нели представата која што ја најавивме, која што ќе се одигра утре, само да бидеме целосни во информацијата, поправиме ако грешам, оние информации кои што се достапни ги има. Влезниците за оваа представа ќе бидат по цена од 100 денари. Рековме целиот приход од продадените влезници ќе биде наменет за настраданите во Кучани. Ќе бидат прочитани и пораки по повод денот на театарот. Светската порака ќе ја прочита колешката твоја Ана Грамасли, македонската Никола Стефанов, така и соопштението од Народниот театар од Битола по повод овој ден. Така, тоа е утре и ги поканувам сите битолчани и сите луѓе кои се наоѓаат во Битола утре на 27 во 20 часот да дојдат на представата и да го одбележиме светскиот ден на театарот. Супер. Одлично. И околу утринските ритуали. Како започна утрото? Ние го направивме нашето утринско какао, утрото е нашиот избор. На здравје исто. Денот ми почнува мене во 6:30 со припрема на син ми за на училиште, кога е од Сабајле. И сега веќе го испратив, само пред 5 минути пред да се вклучам, велам брзо, ајде, оди, тргнувај. Се слушна. Тоа се тие часови. Да живееме наспроти училиштето. Да. Го пијам утринското кафе и се припремам веќе една година, пробав да си воведам некој нов начин на функционирање, почнувам да тренирам 3 пати неделно, одам на тренинг. Само што го збориме сигурно тоа, така е.
мораме, како влегуваме веќе во години, мораме да вметнуваме нови начини како да се одржуваме понатаму во животот. Работам на повеќе проекти, освен стендап комедијата, театарот, пробите. Многу сум фасциниран од драматургијата воопшто и од сценаристичката работа. И како се појави ова наша нереална реалност со вештачките интелигенции, поминува многу време и пробувам да најдам начин како да комуницирам, и во еден момент со супругата разговараме дека повеќе време пробувам со GPT-4. Да, такво време дојде. Вели ќе бидам љубоморна уште малку. Да, сите сме соочени, еве да речеме, со тој така наречен предизвик од технологијата, но како и да е, тоа е нашата денешна или современа реалност. Она кое што еве на крај можеме да го сублимираме, да го заокружиме, еве вака како интересно прашање според мене, а верувам ќе се согласат многумина, во професионалниот живот или во актирството веројатно не би било благодарно да прашаме која е твојата омилена улога, бидејќи претпоставувам дека ги има повеќе, но во приватниот живот би погодила ли ако кажам дека тоа е улогата на татковската улога или родителската, она кое што ти го спомена за сите обврски кои што ги имаме така особено наутро со децата? Не само предизвик, тоа е можеби најголемата одговорност. Да. Барем во овој период, посебно син ми има 9,5 години. Четврто одделение тоа, така или? Трето. Да. Да, трето деление, и тоа е предизвик кој што исто така сме одговорни како родители да ги насочиме нашите деца, се разбира до одреден период додека имаме можност, затоа што за многу брзо време ќе влезат нашите деца во адолесценција, кога се помалку и помалку ќе имаме влијание и ќе останат некои можеби добри навики и добри вредности кои сме им ги дале во тој ран период на нивниот развој. Зашто ќе кажат утре едно огромно благодарам тато. Маријан, ти благодари. Прво за почеток ќе пробаат да се оттргнат од нас во... Секој пат било така, поаѓајќи од собствените чевли дефинитивно, а потоа едве чекаме да ги изгравиме родителите и семејството да не се тука пред нас. Како и да е, младите генерации живеат во исто така едно предизвикувачко време во кое што сме им потребни. Добро спомена Маријан, тоа е една огромна одговорност. Благодариме што во утро беше заедно со нас и со нашите гледачи во утринско будење. Кажавме многу работи со оглед на тоа што не сме се виделе одамна, но ќе закажаме еве некоја следна средба со физичко присуство. Нека биде студиска, да чекаме. Во нашата студија. Ви благодарам на просторот, на позитивната енергија и на снагата која ни ја давате секој утро. Исто. Биди автентичен, уникатен, единствен, раритет што се вели носи насмевка.